Народната банка ја задржа основната камата на 4%. Гувернерот Трајко Славевски информира дека и покрај намалувањето на инфлацијата, кризата на Блискиот Исток ги сопре плановите за олабавување на монетарната политика. Славевски вели дека будно се следи состојбата и се анализираат механизмите кои можат да се активираат за борба против инфлацијата. Според него, шокот е поголем од оној во 2022 и Македонија не може да остане изолирана. Вели дека лекциите од минатото биле научени и надлежните ќе се трудат македонската економија да помине без големи последици. Подготвена да одговори со сите можни инструменти на предизвиците. Ваквите кризи, енергетските шокови се, да речеме, представуваат тешка задача за носителите на економските политики. Шокот може само делумно да се абсорбира. Македонија влезе во глобалната нестабилност со добри перформанси во банкарскиот сектор. Нивото на девизните резерви е стабилно и за 70% поголемо од она во предпандемичниот период. Освен тоа, отпорноста на банкарскиот сектор била зголемена, со високо ниво на адекватност на капиталот од 19,4% и ниско учество на нефункционалните кредити од 2,8%. Сепак, ако кризата продолжи, проекциите за инфлација и економски раст ќе бидат ревидирани. Имавме првата недела после конфликтот мала конверзија на денарски депозити во странска валута, но тоа веќе се врати на почетното ниво. Може да се очекува доколку ќе треба да плаќаме поскапа нафта за увозот на нафтата во иднина, тоа да се одрази на трговското салдо и на потребата од финансирање и преку девизните резерви, значи ќе има поголема побарувачка, но ве уверувам дека располагаме со солидно ниво од околу 5,5 милиарди евра девизни резерви. Министерката за финансии вели дека буџетот се полни согласно предвиденото. Приходите до 19 март биле поголеми за 12,4%. Од нив од даноци се собрале за 14,5% и повеќе отколку истиот период лани. Димитриевска Кочовска вели дека сепак обврските за враќање на 8 милиарди евра од претходната влада во следните 4 години притискаат врз буџетот. 1% каматни трошоци во 2022 година, денес 2%, тоа се некаде повеќе за 160 милиони евра. Сега замислете тие 160 милиони евра да ги имате денес, како што ги имало во 2022 година и да можете да реагирате како што реагира. Меѓународниот монетарен фонд и Европската централна банка сугерираат владите да носат краткорочни и таргетирани мерки главно за помош на граѓаните и секторот на превозници. Министерката за финансии вели дека токму тоа и се прави, односно се стартуваше со намалување на ДДВ кај горивата. Алармира дека несоодветни мерки може дури и да ја покренат инфлацијата нагоре.